Зајакнување на противпожарните капацитети и воведување на нови мерки за справување со евентуалните пожари, особено по најавите за престојните пеколни температури, се само дел од тековната мобилизација на општините ширум земјава. Во таа насока, битолскиот градоначалник веќе одржа и работно-координативен состанок со командирот и заменик командирот на локалната територијална противпожарна единица, на кој е разговарано за подготвеноста на единиците со човечки и материјални ресурси, начинот на ангажирање и комуникација меѓу учинителите на системот за заштита и спасување, како и за тековните предизвици. Командирите информираат дека територијалната противпожарна единица Битола, која покрива 3 општини, е солидно опремена, но постои реална потреба од зголемување на човечките ресурси. За таа цел, градоначалникот Тони Коњановски најави дека општина Битола ќе се вклучи во мерката 6.2 од оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2025 година, која овозможува работно ангажирање на невработени лица за превенција и заштита од пожари, како и за активности за пошумување и заштита на животната средина на локално ниво, информираат од општина Битола. Дека годинава државата, а и општините се значително поподготвени во однос на изминатите неколку години, кога пламените јазици неповратно ни проголтаа илјадници хектари шума, деновиве потврди и премиерот Христијан Мицкоски, според кого старите воени и полициски возила ќе бидат ставени во функција за очекуваната летна сезона на пожари. Новитет е тоа што дел од застарената и магационирана опрема, како што се БТР 70-80, старите Хермелини, Пицгауер и слично, кои што беа во магазините на Министерството за одбрана и внатрешни работи, се модернизираа, обработија, им се инсталираа посебни резервоари за вода, се купија пумпи кои што работат на висок притисок и можат да пристапуваат на непристапни терени. И од ДЗС пристигнуваат оптимистички информации. Директорот Стојанче Ангелов уверува дека двата ер-трактори биле веќе сервисирани, а се очекува да заврши сервисирањето и на третиот. Воедно ќе се потпише договор со двајцата пензионирани пилоти со кои што веќе сум договорен. Со едниот професионален пилот од редовите на ДЗС ќе имаме тројца пилоти, што е доволно за враќање на дозволата за оперативни летови на дирекцијата, која што во овој момент ја немаме. Инаку, минатото лето, справувањето со огромните пожари кои ја зафатија земјава беше еднакво на невозможна мисија без помошта од странските противпожарни единици. Лани, на територијата на цела Македонија изгореле преку 85.000 хектари површина, од кои според некои проценки над 8.000 хектари биле под шума. А само во последнава деценија штетата од пожарите во Македонија е проценета на преку 130 милиони евра.